Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе зборувам на тема наново раѓање. Библијата вели, треба да се родите од озгора, од Бог. Тоа е запишено во Евангелието според Јован, 3 глава. Новото раѓање или наново раѓање значи нешто многу повеќе од обична поправка на животот. Тоа значи ново потекло, нешто што човекот не може сам да го произведе, ниту да го замисли пред да се случи. Не треба да се го и мисла дека човекот може и без наново раѓање да се провлече во Божјото царство, во рајот, само ако има некое елементарно познавање за Христос, за христијанството, или ако е припадник на некоја црква што е смета за исправна според него. Мнозина имаат своја лична представа за влез во рајот и затоа не се замараат со прашањето за наново раѓањето. Таквите сваќања секогаш имаат последици кои го одвлекуваат човекот од суштината, бидејќи не се заснова на Божјото откровение. Евангелието според Јован го опишува најкристално патот кон небото, кон рајот, кон Божјото царство. Мнозина го препорачуваат за почетници, иако не е сместено на почетокот на Новиот Завет, зашто знаеме кој е редоследот – Матеј, Марко, Лука па Јован. Накусу ќе дадам објаснување за наново раѓањето, што сметам дека ќе имаат полза нашите слушатели. Што значи да бидеш наново роден христијанин? Библијата го дава вистинскиот одговор во Евангелието според Јован, како што реков, 3 глава од 1 до 21 стих. Таму се зборува за разговорот на Исус Христос со тогашниот познат еврејски учител Никодим, кој бил член на Синедрионот. Тоа било врховното тело на евреите. Исус му рече на Никодим: "Вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Божјото царство." Никодим го прашува: "Како може човек да се роди кога е стар? Може ли повторно да влезе во утробата на својата мајка и да се роди?" Исус му ја расветлува ова вистина со овие зборови: "Тоа што е родено од тело, тоа е тело, а тоа што е родено од дух, тоа е дух. Затоа, не чуди се на ова, треба да се родите одново, повторно, или од Бога." Што значи тоа наново раѓање? Зборот повторно роден или наново роден буквално значи роден од озгора, од небото, од Бог. Никодим имаше духовна потреба, бидејќи неговото срце не беше наново родено, иако тој имаше познавање или животно искуство во законот наречен Тора. Раѓањето од озгора е Божјо дело, независно од човекот и неговите способности или познавање на нештата. Има многу такви стихови во Библијата кои укажуваат на потребата дека секој човек треба и мора да ја прифати оваа вистина, ако сака да влезе во Божјото царство. Во посланието до Тит, апостол Павле вака вели: "Не спаси не врз основа на нашите праведни дела што ние сме ги направиле, туку по својата милост, преку капењето на наново раѓањето и обновувањето на Светиот Дух." Тоа е запишено во Тит, 3 глава, 5 стих. А апостол Петар, малку со поинакви зборови, а се однесува за истата работа, вели вака: "Благословен да е Бог, Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост, преку воскресението на Исус Христос од мртвите, не роди одново за жива надеж." Тој збор одново или повторно го гледаме и кај Петар. Прво Петрово послание, 1 глава, 3 стих. Од овие стихови може да се согледа дека наново раѓањето е единствен начин за влез во Божјото царство, бидејќи само преку него се станува Божјо дете, Божји синови и Божји ќерки. Се поставува прашањето зошто човекот треба да се роди повторно, од озгора, од небото. Апостол Павле го опишува неверниот човек, тој што живее далеко од Бог, кој живее без Бога, дека е мртов. Тој и предочи на црквата во Ефес дека порано
додека не биле верници, живееле во смртта. И вели: и вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте според еонот, според векот на овој свет. Тоа е запишено во Ефесјаните, 2 глава, 1 стих. А во Римјаните ја истакнува генерално човечката позиција пред Бог, дека сите луѓе се грешници и немаат Божјо достоинство, односно не ја заслужуваат Божјата слава. Тие се лишени од Божјата слава. Грешниот човек е мртов. Тој може да оживее исклучиво преку Христос, преку неговиот дух, кој може да го даде на оние кои се каат и веруваат во него. Затоа, Библијата открива дека има 3 смрти: физичка смрт, духовна смрт и вечна смрт. Дали го знаеше тоа? Прво, физичката смрт е одвојување на душата од телото. Ова тело ќе се распадне еден ден, но душата ќе живее, зашто таа е вечна. Исус затоа рече: што полза на човекот ако го придобие целиот свет, а ја изгуби својата душа. Таа е последица на гревот и сите луѓе се подложени на тоа. Духовната смрт ја означува одвоеноста на човекот од Бог. Господ Исус Христос и апостолите, особено Павле, јасно ги поучуваше необратените, не нановородените луѓе, дека се наоѓаат во духовна смрт кога не го познаваат Бог и се оттуѓени и одвоени од Бога. Оваа состојба се однесува на земниот живот и не имплицира уништување на физичкиот живот, туку само е одвојување на човекот од Бог. Не го познава Бог и затоа така се однесуваат луѓето како што се однесуваат. Телесно е жив, а духовно е мртов. А пак изразот вечна смрт е вечно одвојување од Бог, состојба во која не може да дојде до промена или до чин на наново раѓање. Ова место во Библијата се нарекува сулфурно езеро, вечна смрт или пекол. И затоа Библијата вели: блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение. Над него втората смрт нема власт. Но, сепак ова но е големо но. Евангелието, а зборот Евангелие значи добра вест, радосна вест или блага вест, му дава надеж на секој човек дека може да се избави од духовната и вечната смрт преку покаяние и вера во Божиот Син Исус Христос. И затоа Павле вели: не оживе заедно со Христос. Тоа оживување е преку Светиот Дух. И нас, кои иако бевме мртви поради нашите гревови. И потоа вели: откако бевме погребани со Него во крштавањето, во кое и воскреснавте со Него преку верата во дејството на Бог, кој го воскресна од мртвите. Тоа е запишено во Колосјаните, 2 глава, 12 стих. Како може мртвиот човек да оживее? Павле вели вака: по благодат сте спасени, преку верата, тоа не од вас самите, туку тоа е Божји дар, не од дела за да не се пофали некој. Тоа е запишено во Ефесјаните, 2 глава, 8 стих. Кога некој ќе ја прифати Божјата благодат, тој ќе добие духовна обнова и нов живот. Затоа, ако е некој во Христос, вели Павле, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Тоа е запишено во 2 Коринтјаните, 5 глава, 70 стих. Ова искуство може да стане твоја реалност уште денес. Зашто на сите тие што ќе поверуваат во Божиот Син Исус Христос, тој им ветува дека со овластување ќе станат Божји синови и ќерки. Тоа е запишено во Јован 1 глава 12 и 13 стих. Зашто на сите што поверуваа, на сите што веруваат во Неговото име им даде власт да станат Божји деца. Новиот живот ќе се манифестира во сите области на твоето живење, на моето живење. Прво, во семејството, на работното место, во црквата, на секаде каде што ќе се движиш. Тоа е нов живот, тоа е ново создание, зашто си од мртов, си бил мртов, а сега си жив. Спасението е потполно Божи дар.
човекот нема заслуга за тоа. Како што многу други цитати ги цитираме од Библијата и ни значат во животот, така треба да ги земеме предвид и овие неколку што ќе ги цитирам, кои укажуваат на Божјата интервенција директно во животите на оние кои се спасени според Божјата милост и благодат. Секој човек, наново роден, треба да биде крајно благодарен за неискажливиот Божји дар на спасение и за Божјиот повик. А добрите дела, човечката морална добрина, практикување обреди и секакви други човечки заслуги без наново раѓање не помагаат и не вредат ништо за спасение. Зашто спасението е исклучиво Божји дар, а не човечка заслуга. Еве да видиме тоа што го реков. Јован одговори и рече: не може човек ништо да земе ако не му е дадено од небото. Бог врши интервенција. Тоа е запишено во Јован 3 глава 27 стих. Потоа рече Исус: затоа ви реков дека никој не може да дојде при мене ако не му е дадено од мојот татко. Јован 6 глава 65 стих. И уште еден цитат или стих: зашто по милост сте спасени преку верата. Тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар, не е од дела за да не се пофали некој. Ефесјаните 2 глава 8 стих. Денес имаш прекрасна можност за овој нов подвиг. Можеш да се помолиш со овие зборови: Господе, јас знам дека сум грешник и заслужувам праведна казна, но ти благодарам што Исус Христос, твојот возлюбен син, ја зеде мојата казна врз себе, така што преку вера во него можам да ја избегнем и да ми биде простено. Затоа ти се доверувам тебе и спаси ме од проклетството на гревот и на смртта, вечната смрт. Ти благодарам за твојот прекрасен дар, за твојата прекрасна благодат и твоето милостиво простување и што во името на Исус Христос ми подаруваш со вера вечен живот. Амин. Христос вели: тој што ќе дојде кај мене, нема да го отфрлам никогаш. На Господ Исус нека му е слава за неискажливиот дар што ни подари можност за наново раѓање, да бидеме избавени од вечната смрт и духовната смрт. Амин.